Видете, целиот овој период се изнаслушавме за тоа колку опозицијата е виновна за сите состојби во државата. Тоа може само да го направи една непресметлива власт, која што нанесе сериозни штети на Република Македонија, која што не знае за одговорност, ниту пред себе, ниту пред граѓаните на Република Македонија, и за сите негативни појави ја обвинува опозицијата. Вие бевте сведоци вчера на каков начин се спроведуваат изборите во универзитетот. Како студентите одлучуваат. Таму не гласаа студенти, таму избори не спроведуваа студенти, гласаа и избори спроведуваа луѓето од ВМРО ДПМН, дојдени од надвор, подпомогнати со полицијата. Сега прашувам, кој треба да ги организира луѓето кои што се гневни од начинот на кој што се руши системот на државата? И тоа е клучното прашање. Никола Груевски, ВМРО ДПМН и ДУИ не можат да сватат дека рушењето на системот ги обединува граѓаните против режимот кој што го руши таквиот систем. Неколку пати упатувам порака дека колку порано ќе разберат дека тие се клучните виновници и колку порано ќе се свртат кон себе, толку подобро и за нив и за Република Македонија. Да. Прво сакам уште еднаш да го повторам нашиот став, дека ние мораме да создадеме услови за фер и демократски избори на кои што граѓаните ќе можат самостојно и слободно да одлучуваат. Дали имаме можности, дали има време, дали има решение на кризата во наредниот период, тоа е можно само доколку има политичка волја. А политичката волја треба да имаат ВМРО ДПМН и ДУИ. Оние кои што постојано ги обструираат сите преговори или кои што постојано работат на рушење на секој договор кој што ќе биде постигнат помеѓу политичките субјекти. Ако се подготвени да заеднички ги спроведеме сите зацртани работи и ги отстраниме недоследностите во избирачкиот список, и ако направиме реформи во медиумите и на тој начин создадеме можност за формирање на техничка влада која што ќе ги спроведе изборите и ќе гарантира доследност на тие избори, ние тоа можеме да го направиме за многу кратко време. Меѓутоа, тука одлуката е во рацете на Никола Груевски на ВМРО ДПМН и нема можност веќе да се заскрива и да бега за таа одлука. Треба да покаже дали е за решение на кризата или повторно ќе сакат да одоговлекува. Она што се случува со студентите вчера е јасен показ кој е демократскиот капацитет на Никола Груевски. Меѓутоа, мислам дека се уште има шанса да размисли добро и да превземе еден чекор кој што ќе биде во корист на Република Македонија, тоа е чекорот да обезбеди слободни, фер и демократски избори во кои што тој ќе биде сериозен губитник. После кое? Па видите, секој ден по 2 до 3 глупости се случуваат од Никола Груевски од ВМРО ДПМН. Меѓутоа, не е одговорно и СДСМ како одговорна политичка партија не може да носи одлуки врз основа на расположението на Никола Груевски. Тој менува расположение 5 пати дневно и неговата политичка партија. Ние сме конзистентни, посакуваме добро на Република Македонија, посакуваме иднина за граѓаните на Република Македонија и ќе направиме се да тој договор од прженост заживее. Не заради Груевски ВМРО ДПМН, туку заради иднината на Република Македонија и за нејзините граѓани. А тоа што се случува вчера, затоа ги повикуваме и сите граѓани да се приклучат и да покажеме сериозен отпор. Да покажеме дека има свест во македонското општество кој што може да се протистави на оваа власт, а посебно во моментот кога чепка во иднината на Република Македонија, тоа се во студентите. Благодарам многу.